Употребата на зимски гуми во зимска сезона е подобра комбинација за поголема безбедност во сообраќајот. Од Републичкиот совет потсетуваат дека до 15 март важи мерката за задолжително поседување зимска опрема. Кај автомобили тоа се 4 зимски гуми или летни гуми и синџири за снег. Под зимска опрема за возила чија што маса не надминува 3500 кг или конкретно за автомобилите се подразбира зимски гуми на сите тркала со минимална длабочина на шарите од 4 мм или летни гуми со минимална длабочина на шарите од 4 мм и синџири за снег за погонските тркала. Потенцирам, доколку поседувате летни гуми, задолжително е обврскано да поседувате и синџири за снег. Доколку возилото поседува зимски гуми, тогаш законот не предвидува обврска за поседување на синџири за снег, меѓутоа добро е сепак исто да ги поседувате во случај на екстремни ситуации. Манчев потенцира дека зимските гуми имаат специфичен материјал погоден за ниски температури. Искуствата, фактите покажуваат дека првата опција со користење на зимски гуми обезбедува повеќе сигурност и повеќе бенефити за возачите. Најпрво важно да се истакне дека зимските гуми не се само гуми за снег. Истражувањата покажуваат дека зимските гуми се идеални за температури под 7 степени Целзиусови, затоа што летните гуми се создадени од материјал кој што при ниски температури добива својства на пластика и го губи контактот со подлогата и пролизгува. За разлика од тоа, зимските гуми се направени од материјал кој што е мек и во услови на ниски температури обезбедува стабилен контакт со подлогата. Исто така зимските гуми обезбедуваат контурирана заштита. Знаеме дека ланците, синџирите за снег се монтираат по потреба, а синџирите за снег обезбедуваат контурирана заштита во наска на тоа доколку за овој период од годината критична е појава на голомразица на подвозници, на возници, осојни места, мостови и така натаму. Во случај кога возилот поседува зимски гуми е многу побезбедно во споредба со комбинацијата на летни гуми и синџири за снег кои се монтираат по потреба. На возачите кои нема да ја почитуваат законската обврска им се издава платен налог со глоба во износ од 45 евра во динарска противвредност, односно им се регистрираат 25 негативни бодови. Воедно полициски службеник може да нареди прекин на натамошно движење на возилото, ако возачот не постапи според сообраќајниот знак за задолжително носење и употреба, како и во ситуација кога не постои таков сообраќајен знак. Ако зимските услови на патот не овозможуваат непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, односно задолжително да ја постави зимската опрема на возилото.